Ova svečanost treba da se sepak odnesuvаме малку поенаку, но и приликите се такви, па гледам и многу луѓе стојат овдека и на нив нема да мислите. Драги сопартици, почитувани гости, драги пријатели, навистина ми е чест и задоволство што имам можност да присуствувам на третата поред изборна конференција на Општинската организација на Нова социјалдемократска партија и да бидам сведок на она што имавме можност да го слушнеме од председателот досегашен на Општинската организација на Нова социјалдемократска партија и заеднички да се радуваме на она на патот што го изминавме досега, но се разбира со многу повеќе желба, мотив да продолжиме натаму, особено поради она што Сунчица го кажа на крајот од своето излагање, што живееме во едно мощно, неизвестно, турбулентно време, во едни процеси кои не верувам дека некој денес од оваа сала па и пошироко може да предвиди во која насока ќе се одвива. Но ние па затоа ќе имаме ново раководство кое ќе биде на задачата на времето, на предизвикот на времето и се разбира заеднички да покажеме дека сме подготвени и да отвараме нови перспективи и на граѓаните да им покажеме дека Република Македонија има и нова алтернатива. Но пред тоа, пред да кажам нешто што мислам дека е значајно за овој миг, сакам да и се заблагодарам на Сунчица за досегашното ангажирање како председател и на целиот извршен одбор, надзорен одбор. Се надевам дека дел од нив продолжуваат во органот на партијата во Општинската организација, дел ќе бидат нови, со освежување, со стари амбиции, со нови сили, нови снаги кои што ќе значат квалитет повеќе во партијата, да дадеме одговор на овие прашања што сите граѓани на Република Македонија денес со право си ги поставуваат. Се надевам дека и изборот, бидејќи ние сме демократска партија, изборот на председателот значи еден нов дострел во внатрешно партиската демократија на Нова социјалдемократска партија. Искрен да видам, малку имаме општински организации во овој период кои што идат со 20 кандидати за председатели на тајно гласење, но тој процес продолжува и се зголемува бројот на општинските организации, што покажува за една политичка зрелост, за едно повисоко ниво демократско во самата партија и само на тој начин мислам дека ќе можеме многу во очите на граѓаните да видиме да представуваме како сериозен политички фактор, рачунајќи на сите придобивки на современијето, меѓу кои и демократијата за која во Република Македонија на поширок план се уште огромното мнозинство на граѓани само сонуваат. И едновремено и шанса е нова генерација, нова раководство, новиот председател, новиот извршен одбор да се носат со предизвиците на времето, се разбира заедно со нашите коалициони партнери. Се надевам дека пријателите кои што се против овој режим уште многу бројно ќе ни се придружат, ќе биде ова армија на луѓе кои што мислат поинаку од власта уште поголема и на тој начин можеме само да се пресметаме со режимот, со недемократскиот систем и со тоталитарната власт во Република Македонија. Особено сега, кога гледате после сите оние настани кои што ги обелодени опозицијата, пред се Социјалдемократскиот сојуз, но заедно со сите политички партии кои што се во фронтот, испишуваат една нова страница во македонската историја која се уште не е позната. Големото политичко калкулантство на многу раководства досега и на едната и на другата политичка опција, и десницата и левицата, доведувала до проценка или оценка за нивото на политичката свест и демократските процеси во едно општество многу негативна, како внатре во Република Македонија уште повеќе надвор и да добиваме постојано опомени од меѓународната заедница дека не сме, според многу чекори што ги презува власта, не сме народ кој што е способен да има своја држава.